Што е агитпроп и како да се заштитиме од него? По најпроста форма речено, агитпроп е комбинација на два збора, од кој едниот малку попознат на овие простори, а едниот малку понепознат. Агитпроп е комбинација од зборот агитација, тој понепознатиот, и од зборот пропаганда, онај што не е попознат. Во македонскиот говор, зборот агитација или како што го сретнуваме почесто агитира, го разбираме како рекламирање во политичка смисла и како такво го сметаме за прилично нормална работа како дел од политичкиот живот. Во некои кругови, тешко би им било на одредени луѓе да најдат разлика помеѓу агитација и пропаганда. Агитација зборот е со потекло од странство од англискиот збор agitate, што во изворна смисла првенствено значи некој да се вознемири, емоционално да се предизвика, да се иритира. И тоа е целта на политичката агитација, генерално да предизвика емоционална реакција кај оној што ја слуша. Генерално зборувајќи, агитацијата треба да предизвика каква било емоција. Има некои агитаторски пароли, чија цел е да ве налутат доволно за да превземете некаква акција. Примери во нашиот живот за вакви пароли има милион. Воздухот е токсичен, усје не труе, децата ни се иселуваат, фамилијата изнесува пари во Белизе и така натаму и така натаму. Но агитацијата може да има за цел да предизвика и апатија, резигнација. Примери од нашиот живот за таква агитација се паролите: сите се исти, не е важно кој гласа, важно кој брои, ништо не функционира во вукојебина, не и можеш ништо ти на државата и така натаму и така натаму. Целта на ваквата агитација е жртвата да се откаже од борбата за подобрување на незината ситуација. Значи, тоа е едниот дел од агитпроп, агитацијскиот дел од агитпроп. Другиот дел е пропагандата. Иако на овие простори би изедначиле агитација со пропаганда, реално пропагандата има различна цел од агитацијата. Целта на пропагандата е да се прошири некаква информација низ народот на најбрз и најефикасен начин. Сушност зборот протекнува од латинскиот збор пропагаре, што значи нешто да се шири, да се проширува низ некој медиум. Исто, значи англискиот збор propagate значи да се проширува нешто, да се пропагира. Пропаганда кај нас има генерално негативна конотација, но во принцип не мора да е ширење на нешто лошо. Јас во моментот сум ангажиран во пропаганда. Некаква информација ја ширам низ народот со цел да стигне до колку што е можно поголем број на луѓе. Но кога пропагандата служи за проширување на лаги, дезинформации, невистини, тогаш таа има потенцијал да направи огромна штета врз едно општество. За разлика од агитацијата, која во принцип е во форма на слоган, кратко, дизајнирано за извикување во толпа, пропагандата е во подолга форма и има подетална содржина. Незината поента е да воспостави структурирана основа врз која што ќе се врши агитацијата и да служи како потпора за жртвите на агитацијата, која ќе бидат предизвикани да можат да повторуваат пропаганда која што звучи доколку не се ангажираш на долги патеки, како кохерентна логичка основа врз која може да се изгради некаква аргументација кога агитацијата ќе биде предизвикана. Пропагандата, иако често може да биде дезинформација, не е обична лага. Таа мора да биде пософистицирана од тоа, затоа што нема да биде многу ефикасна ако секој може да види дека очигледна лага. Затоа, основата на добра пропаганда е вистината. Има начин да кажеш неколку работи кои сами по себе ќе бидат вистина, но кажани во одреден редослед го набедуваат слушателот да донесе погрешен заклучок. Пример за тоа во нашата средина е, например, бойкотираниот референдум. Луѓе до ден денес се жртви на пропагандата дека промената на името не била незаконска и антицивилизацијска, затоа што референдумот пропадна, да, тоа е вистина, значи не се донесе одлуката, да, тоа е вистина, значи гласаше собранието на место граѓаните, да, тоа е вистина, за конечно да изгласа промената на името. И тоа е вистина. Тука се човек да се ангажира и да објаснува како институцијата референдум е повисоко ниво на решавање од собранието и од пратениците и како нема шо собранието да се изјаснува за работа за која што имало референдум и целиот народ се произнесол, тоа е веќе премногу детали кои агитиран мозок не ги ни слуша. Оваквата формулација на пропаганда станува тешко човек да идентификува каде има намерно премолчена работа,
каде се поврзани две работи кои не следат една од друга, логички и така натаму. Значи, агитпропот е комбинација од овие две работи, затоа што неговата цел е истовремено и да агитира и да шири пропаганда. Пропагандата е намерно дизајнирана за да ве доведе до некаков заклучок, а агитацијата служи да ве вознемири доволно за да постапите по тој заклучок или тој заклучок да ве одврати од действување. Ова е моќна алатка за контрола на луѓето, затоа што повеќето од нас не се ни свесни, поготово сега во ера на општествени медиуми, дека агитпропот е секаде околу нас. Реално вие не треба да имате довербани во мене, треба кон секој што се обидува нешто да ви кажи, објасни, долови, да имате здрава количина на скепса. Човечкиот мозок еволуиран во тесни семејни кругови, каде битен аспект од човековиот капацитет ментално да се развие е довербата во авторитетна фигура, мајка, татко, стрико, дедо, племенски водач, не е направен да троши толку многу енергија во скептично истражување. Доколку секое парче информација мораш лично да го провериш и реално нема некој кому можеш безпоговорно да веруваш, тоа сериозно ти го ограничува капацитетот човек нешто да научи. Агитпропот тоа ефикасно го експлоатира и го потиснува притиснува природната способност за критичко размислување кај луѓето. Еса, како да се справиме со агитпропот во кој што сме секојдневно потопени? Нема лесен одговор на ова прашање, освен тоа дека треба да сме свесни дека како припадници на одредени општествени категории сме константно на мета на нечии агитпроп. Значи, јас сум маж, значи мета на агитпроп која поставува вината за повеќето општествени проблеми врз жената. Емоционални биле, нерационални и така натаму и така натаму. Македонец сум, значи мета на агитпроп кој ме негира и ме представува како збунет бугарин или збунет србин. Постар човек сум, значи сум мета на агитпроп кој ме представува како бумер, како некој што не е во тек со модерните настани, како некој чие време поминало. Многу малку луѓе или организации го прошируваат таквиот агитпроп свесно. Повеќето од луѓето кои шират дезинформацијска пропаганда и агитација се несвесни амплификатори на нечија друга агенда. Тие се луѓе кои први паднале како жртва на агитпропот и за нив тоа станува единствена вистина и секој кој се обидува без разлика колку нијансирано или добронамерно да го стави она што во што тие веруваат под прашање, автоматски се третира како еден од нивните. И ова е всушност најперфидната последица од агитпропот. Го затвора мозокот на жртвата во еден самонанесен затвор, каде таа се повеќе и повеќе се изолира. Кога доволно многу луѓе ќе бидат на тој начин уловени, тогаш се настапува со колективизација на индивидуите и станува надпревар на едни против други. Нас против вас. Луѓето зафатени со агитпроп до ова ниво се најтешки за спасување. Пример од учебник за агитпроп се работи за кои никој реално ништо не знае, но сите знаат секако, например, сега популарните фајлови на Епстин. Во ситуација каде модерниот човек бара афирмација од непознати или лабаво познати луѓе на интернет преку лајкови, споделувања и генерално слава од општествени медиуми, мотивацијата е секогаш да се биде прв со мислење за секоја тема, да не се пропушти бранот на интерес на јавноста околу некоја дешавка, со тоа што многу време ќе потрошиш да размислуваш или истражуваш, или не дај Боже да почекаш да видиш што ќе се случи со целата работа пред да кажеш ти на чија страна си. Не, секој мора да биде прв и секој мора да изразува позицијата која генерира најмногу ангажман. Тоа не е ништо друго освен самовилската песна на агитпропот, да те заведе во шумата и да те загине таму. Затоа што луѓето кои пребрзо заземаат страна, најтешко после можат да се вратат во нормала, доколку испадне дека одбрале погрешната страна. Човековата суета не е дизајнирана лесно да се справува со пораз, па така луѓето попрво ќе одберат да уништат однос со некој човек, отколку да признаат дека биле во грешка. Затоа, со ум во дивината на интернетот, разберете дека вашиот мозок со илјадници години еволуиран да работи на одреден начин
се наоѓа во средина, во која треба да третира илјадници луѓе кои до вчера ке седеа до вас околу огнот, како уште да се седнати на дофат на раката. А тие всушност се милиони и милиони километри оддалечени од вас и во просторна смисла и во идеолошка смисла. Ако гледате дека некој се обидува нешто да ви наметне, објасни, да ве натера да верувате во нешто, и пак тука ќе речам, вклучувајќи ме и мене, запомнете дека иако и јас и вие сега седиме еден наспроти друг и си правиме муабет како да се познаваме од секогаш, во суштина ние сме меѓусебно странци кои може би имаме комплетно различни идеи и цели. Да се слушнеме, да дискутираме, окей, но секогаш на крајот, за било што ќе биде речено, морате да консултирате примерни извори, да чуете спротивно мислење, контрааргументи и нешто што ќе го зацврсти вашето верување во некого. Као што викаат трговците, чест секому, доверба никому. Пазете се од луѓе кои само дебатираат со главоклимачи. Луѓе на кои секоја интеракција со секој човек им е афирмативна. Така најдобро се распознаат комуњарите. Сите се тие амплификатори на агитпроп. Нивната комплетна идеологија е една огромна лага завиткана во низа ситни вистини, наменети да ве заробат. Да, секој заслужува пристоен живот. Океј. Секој треба да има пари да се издржува фамилијата. Океј. Никој не треба да биде експлоатиран. Ама то се само труизми. Вистинските проблеми се тешки за решавање и не се надминуваат со слогани и со пароли. Се надминуваат со соочување со нив, со сите нивни аспекти, вклучувајќи ги и оние кои се тешки за дебатирање и размислување. Само така можеме да направиме реален исчекор во квалитетот на нашата граѓанска свест, инаку за секогаш ќе бидеме заглавени во овој или во оној табор.